5 по 5. Гостин во 5 по 5, Филип Петровски. Си го пикирал местото на државен секретар во Министерството за надворешни работи, каде што требало да бидете тандем со Антонио Милошовски како министер и ти државен секретар. Стои ли таа опција се уште отворена или дефинитивно политичката акција за Филип Петровски завршена работа? Може да зборуваме отворено, зошто да не? Да, поднесов анотација за реформа на Министерството за надворешни работи. Таа содржи 100 страници. 4 години со дипломати од калибар подготвувавме целосна реформа на МНР. Таа реформа ја допревме малку преку личниот пример, кога зборувавме во делот на емисијата за македонската дипломатија. Значи, лично се запознав со проблемите, лично на своја кожа осетив неработење по принципи и утврдени методи и заштита на дипломатите кои што се во интерес на Македонија пратени надвор од Македонија и сметав дека сето тоа треба да се реформира. Проектот го понудив, без образложение не е прифатен. Поставен е друг лик за државен секретар. Јас му посакувам се најдобро, очекувам да видам резултати, да видам како ќе го реформира Министерството за надворешни работи. Воопшто не желам што не сум таму и во овој момент да ми биде понудено да бидам државен секретар, ќе одбијам. Затоа што мојот проект е радикален, жесток и темелен и нема пропусти и нема можност за никој да биде изземен од него. И тој проект може да се реализира со почеток од првиот ден на формирање на една влада, затоа што тој мора да предизвика драматични потреси во рамките на целокупниот потенцијал кадровски што го има Министерството. Најмалку 50% од луѓето по споил систем, односно кои што се спремени по линкови и по врски кои што не припаѓаат по соодветно образование, треба да бидат разместени и мерит системот мора да биде еден и единствен. Но времето за тој проект, за жал, од минатата година замина и тој проект ќе остане само еден добар проект на хартија. Можда за некоја друга влада? Тоа не би можел да знам, времето поминува, а некои работи еднаш се случуваат или никогаш. Најискрено ви кажувам, не жалам. Од моја страна, сатисфакцијата постои затоа што јас имав подготвен проект кој што го понудив со отворено срце. Ки имаше пискотници од Галичник до Река, но ки имавме МНР. А за жал и ден денеска немаме такво нешто. Како коментираш новиот сустав на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, каде што велат дека сите заедно да ги собереш немаат доволно стаж во партијата колку Филип? Не го коментирам ова прашање. Во секој случај се најдобро на сите. Уште возиш мотор? Не. Знаеш ли зашто не возам? Не ти дозволува сопругата, претпоставам. Не, многу интересно прашање. Вака, има многу политичари кои што се познати дека во својот приватен живот правеле и добри и лоши работи. Мојот приватен живот, за жал, беше изложен на тешка драма, вклопено во сите оние претходно што ги кажав моменти, интересот на тајните служби, во нивните извршители, во јавноста, во медиумите и во невладините организации и не можев да правам слободно она што сакав да го правам. Така што во 2003 година јас, Филип Петровски, си реков денеска доста е, веќе никогаш во животот нема да возам мотор. И го продадов моторот. И од тогаш не сум се качил на мотор и ја уверувам македонската јавност дека и во иднина тоа нема да го направам. Улиците беа и тогаш безбедни, но на улиците го нема Филип Петровски на мотор. Барајте некои други политичари да ги критикувате зашто возат мотори. Каде си гледаш самиот себе си за 2 до 3 години? Амбасадор, повторно може би ќе се кандидираш за пратеник, министер или остануваш во културата? Никаде не се гледам во иднината. Јас сум среќно оженет човек. Да, од неодамна, честитам. Имам прекрасна сопруга, убав ми е животот со неа, убаво ми е да проведувам време со неа. Што работи сопругата? Таа е финансиски стручњак. Апсолутно, ако Филип Петровски беше најголемото зло во македонската политика, Филип Петровски 4-5 години. Прво морам да истакам дека доброволно се повлеков од македонската политика. Кога бев на врвот, како пратеник и во раководството на ВМРО ДПМН, недопирлив и не можеше да ме смени ни Љупчо Георгиевски како премиер, јас реков сега е доста и ќе си одам од тука. И се повлеков. Тоа беше 2001. Поминаа 6 години како еден ждив.
Но ако јас бев најголемиот проблем во македонската политика или ако бев проблем во ВМРО ДПМН, тогаш со задоволство можам да изјавам, еве, не сум тука, сите проблеми се решени, ајде нека и тргне на Македонија веќе еднаш. Ова некако ми звучи како да си подготвен за пензија. Не ти Не, ни малку рано за пензија. Не, ни најмалку, видете, во животот на еден поединец кој што е организиран и кој што има интегритет, не е политиката единствен избор. Јас сум подготвен за јавна активност и тоа е сосема доволно. Кој што реков, големите очекувања веројатно се многу поголеми кога човек помлад, кога се мисли дека му е на дофат. А остануваш член на ВМРО ДПМН? А не знам зашто ме прашувате такво нешто. Па затоа што не се гледаш никаде за 2 до 3 години. Мора ли да се гледам некаде како член? Јас сум член на ВМРО ДПМН. Остануваш, Се надевам значи, дека и затоа тоа што право ми нема да ми биде одземено. Ми звучиш некако разочарана, за тоа те прашам. Ни најмалку, ни најмалку. Не смеете мислење на човек кој што делува спокојно, кој што делува релативно задоволно од тоа што го прави, да го заменувате за разочарано. Јас не сум разочаран од ништо. И кога бил СДСМ на власт, и ВМРО на власт, и кога биле и тоталитарни режими, јас сум го кажувал моето мислење. Денеска го направив истото. Моите мислења можеби со време еволуирале или да речеме попримиле една порамна линија, се смириле, но сепак се тоа мои мислења од нив не се откажувам. Имаш право кој кажуваш дека нема многу од таа слика на бунтовниот Филип Петровски кој што излегуваше по медиумите вака кога ќе те слушнам. Благодарам, тоа е комплимент за мене. Партијата не сека политички да ме ангажира. Филип Петровски, гостин во 5 по 5. 5 по 5.